Секоја година се исплаќаат милиони, но во земјава нема јасна слика каде завршува државната помош и какви ефекти се постигнати. Ова е заклучокот од панел дискусијата за управување со државна помош во земјите од Западен Балкан. Според пресметките во 2023 година, како државна помош биле исплатени 206 милиони евра. Во 2024 сумата се зголемила на 235 милиони евра. Познавачите сметаат дека не е важно само да се знае износот, туку и каде одат овие пари и дали се паметно искористени, затоа што има години кога износот кој се издвојува од буџетот како државна помош достигнува и до 2% од бруто домашниот производ. Податоците понатамошни кои што се однесуваат на доделена помош, кои се тие компании, за кој сектор, за која намена, таквата форма на податоци во моментот изостанува. И министерката за финансии Кочовска се согласува дека во овој дел треба да има поголема транспарентност. Недостасува единствен систематизиран преглед од кој јасно ќе се види кој добива помош, по кој основ, во кој износ и со каква цел. Ваквата фрагментираност не само што отежнува јавната контрола, туку го усложнува и процесот на креирање на економските политики. Според анализите, најмногу пари како државна помош се издвојувале за време на ковид кризата. Најмногу средства пак завршуваат во земјоделието. Токму во овој сектор е констатирано дека се исплаќаат субвенции на земјоделци кои не ги исполнуваат условите. Сега министерот таму ветува дека ќе има позасилени контроли. Освен со домашните проблеми беа констатирани и во трошењето на европските пари. Па така беше покренато и обвинение за злоупотреби во постапката за одобрување проекти од ИПАРД програмата, поради што Европската комисија ја прекина исплатата на парите од третата транша. Во државна помош, освен субвенции за земјоделци, влегуваат и социјалните трансфери, детските додатоци, поддршка за инвестиции на компании и друго.